Добродојавте во уште едно издание на емисијата Сергеј Реинвентит. Денеска ќе погледнеме хидрантни креми за лице со SPF фактор, што е многу битно. Останете во индустријата за убавина. Во мода ќе видиме тековни модни случувања и интересни настани. Во модни катастрофи ќе патуваме. А каде? Со една модна инфлуенсерка ќе патуваме и летуваме. Во плакарот на Кека ќе се настега и во Q&A ќе одговорам дел од вашите прашања што стигаат на мојот Instagram профил и на профилот на Сергеј Реинвентит. Добродојавте во индустријата за убавина. Денеска ќе зборуваме за нешто што е многу битно во тековното одржување на вашето лице и на вашата кожа. Ќе зборуваме за креми со заштитен фактор и колку заштитниот фактор е многу битна работа заради UV зраците, UV без зраците, сонцето, генерално без разлика дали е лето или без разлика дали е зима. Притоа морам да ви потенцирам, тука имам неколку разноразни парфюмериски производи кои се исклучително добри сите. Ќе ви кажам и што е и кој е мојот фаворит или зошто во принцип, меѓутоа ќе ви кажам дека во Фабуспот на сите препарати и производи за препаратива, односно за нега на лице, колку заштитен фактор има производот, толку проценти на попуст имате на тој ист производ. Значи, ако производот има 20% заштитен фактор, вие имате 20% попуст. Ако производот има 50% заштитен фактор, на тој производ имате 50% попуст. Оваа акција, колку заштитен фактор, толку попуст, ви трае од 25 април до 30 април, така да побрзате заради тоа што станува збор за исклучително квалитетни производи за кои што ќе добиете неверојатен дискаунт или попуст. Во оваа емисија не се одлучувам за драгстор производи, ќе ви кажам од проста причина заради тоа што кога станува збор за нега на лице, поготово со заштитни фактори, дефинитивно за мене драгстор производите ги ставам во втор план. Да, стојам за тоа дека секогаш е подобро да имате нешто на вашето лице, отколку ништо, и останувам на истото. Меѓутоа, ако сериозно и долгорочно сакате да инвестирате во вашата кожа и вашето лице, што сметам дека е најбитно, низ текот на годините ќе го сватите истото, ќе ме сватите и зошто ви го зборувам ова. Ајде да видиме што имам овдека. Имам сите се овие дневни и хидрантни креми. Имаме тука крема на Клиник за сите типови на кожа со заштитен фактор 40. Ја имаме истата за разни типови на кожа, има и за масна, има и за сува кожа, која што има заштитен фактор 25. Повторно ќе ви го потенцирам, попустот на заштитниот фактор земете во предвид на овие производи. Станува збор повторно за хидрантни креми. Како функционираат хидрантните креми со заштитен фактор? Тие освен што го хидрираат и негуваат вашето лице, а хидратацијата ни е апсолутно потребна на сите, на дневна база, без разлика дали потенцирам зимо или лето, заштитниот фактор се активира во случај кога сте во допир со светлина или со сонце. Тогаш проработува заштитниот фактор. А заради тоа ноќе не функционира, пошто ноќе не спиете на сонце, освен ако не спиете на сонце. Од срце ви го препорачам Клиникот, заради тоа што е еден од сериозните брендови во индустријата за убавина и нега на лице со одлична формула. Следно тука добив и прашање што мислам за кремите на Clarins. Апсолутно мислам дека е перфектен избор, повторно зависи од вашиот тип на кожа и вашите потреби. Тука имам две. Доколку не знаете, Clarins има голем распон, како и сите брендови што ги имам овдека на креми за нега на лице, така да слободно можете да се обратите во Фабу да ви препорачаат соодветно за вашиот тип на кожа. Имам тука крема од Clarins, што е за повозрастна кожа со заштитен фактор 20, повторно дневна и хидрантна, и имам уште една крема на Clarins со заштитен фактор повторно 20. Значи, едната е за повозрастна кожа, другата е за помлада кожа. Кларинсот е сериозна козметика,
повторно потенцирам, соодветно со вашите потреби и соодветно со вашиот джеб, можете да ги проверите истите. Се потрудив да го одберам тоа што јас сметам дека е најдобро, не е дека нема и повеќе креми, апсолутно маркетот е преоптоварен со разни работи. Сега, тука имам нешто што го открив скоро и буквално ме одушевило, ми е еден од фаворитите, има помал заштитен фактор, има заштитен фактор 15, што е релативно малку. Меѓутоа, ова е фантастичен и многу добар производ, заради тоа што кога ќе притиснете од тубата на вашето лице, како крема е, нема боја, меѓутоа како ја размачкувате, ви дава малку боја на вашето лице, односно ви дава малку како да сте исунчани, односно како што би се рекло sun-kissed. Значи буквално делува перфектно, ви дава една невидена свежина и плюс има заштитен фактор во себе. Станува збор за брендот на Estée Lauder, односно крема Day Wear. Сега, одиме со уште посериозна козметика. Имаме тука креми на Елизабет Арден. Прво имаме оваа крема со заштитен фактор 30. Елизабет Арден по мене е едно од најдобрите нешта што може да се најдат во парфемериите, заради тоа што и почетоците на самата Елизабет Арден, незината козметика и незината препаратива има цел да лекува. Првите изуми на Елизабет Арден се користат и во медицински примени како за лекување на разноразни кожни и иритации и изгореници. Така да станува збор за онака сериозна издржана формула која во светот на убавината индустријата е многу трошена, многу цената и со многу висок и издржан критериум. Ја имам оваа крема од Елизабет Арден и имам тука уште две од линијата Не Преваж. Ја имам оваа крема со заштитен фактор 30, значи имате нова 30% попуст, исто хидрантна дневна крема и го имам ова. Ова, драги гледачи, е магично. Ова е исто од истата линија Преваж, City Smart. Има заштитен фактор 50. Ова е идеалното нешто по мене. Прво, заради тоа што од 25 април до 30 април на истото ова имате 50% попуст во парфемериите на Фабу. Ем што имате 50% заштитен фактор од УВА и УВБ, кога ќе го намачкате на вашето лице, драги гледачи, нешто се случува. Некое богатство му се случува на вашето лице. На прва имате впечаток дека е како има боја, као да е тонирана крема, меѓутоа многу е суптилна, при размачкување се губи и добивате еден неверојатен сјај, глоу, значи не сте мрсни, не сте светнати како утуткани од креми, меѓутоа добивате еден совршен, идеален глоу, кој што е одлична подлога за и понатака ако користите мејкап или не користите мејкап, воопшто зависи од вас. И при тоа морам да потенцирам. Ви кажувам за различни фактори. Многу од вас грешат ако мислат дека ако стават од некој производ 15 заштитен фактор, па од друг производ стават 30, дека факторот се собира математички. Не, тоа е погрешно. Значи, ако ставите првиот производ што ќе го нанесете на лице, чисто, со заштитен фактор толку колку што ќе нанесете, тој е факторот кој што ве штити. Ако вие подоцна ставите пудра или друга крема со плюс фактор, тие фактори не делуваат толку колку што делува првото нанесување на кремата или праймерот или што и да е што има во себе заштитен фактор. Така да имате го тоа во предвид, да не бидете табули рази, да мислите дека факторот се собира математички и така ако ставите неколку работи ќе имате поголем заштитен фактор. Имам две креми повторно со SPF на Shiseido. Го кажав, Shiseido. Ми најдовте замерки, не сум знаел да изговорам, викал Шишидо, Мишидо. Па нека дојде тука јапанец, нека каже трансферзала да го видам. Па не сум јапанец, да замете. Shiseido. Жив човек на све се учи. Имаме тука крема, што е за измазнување на бори, дневна,
со SPF 25. Од истиот бренд ја имам кремата што има лифтинг ефект во себе и има заштитен фактор 30. Повторно, ќе ви ја потенцирам акцијата, колку заштитен фактор, толку попуст на се што е со SPF во парфюмериите на Фабу. Ова дефинитивно ме одушеви и како изгледа на лице и дека има највисок заштитен фактор и кога ќе ја погледнам цената, што можете и вие при тоа да ја видите, земајќи во предвид дека ова можете да го имате со 50% преглед, че добивате сериозно добар, исклучително добар производ по цена на драгстор глупост, каде што често ги оставате вашите пари непотребно купувајќи работи кои што не функционираат и не работат. А ова дефинитивно работи заради тоа што, пак ќе кажам, Елизабет Артинот е онака еден сериозен бренд кој е за мене нешто исклучително. Ви препорачувам од срце, пројдете, поминете во парфюмериите на Фабу, дали во Хотел Мериот, дали во Истгейт или дали во Сити Мол. Персоналот е прељубезен и ќе ве услужи и ќе ви даде насока каков тип на кожа, со која крема одговара, кој е вашиот тип на кожа, што би ви било најдобро и според вашиот буџет и според вашите потреби. Поентата ми беше да ви покажам нови, одлични производи и поентата ми беше да ви кажам дека хидратацијата на лицето, се ова хидрантни креми, е исклучително битна и најголемата поента ми беше да ви кажам дека заштитниот фактор е сериозно битен секојдневно и зимо и лето. Ке ви се заблагодарам за вниманието и сега одиме понатака у мода. Добродојавте во делот за мода. Сега да видиме што имаше тековни случувања во овој период. Ајде да видиме. Свадбата на синот на Викторија и на Дејвид. Се ожени прво во дете, супер изгледаат, невестата изгледа, има екстравагантна венчаница, многу убави како пар, убав концепт на фотографии. Бекамови не дозволија снимање на фотографии со свадбата, него фотографиите од свадбата ги продадоа на Vogue. Епа, драги гледачи, тоа ви е кога некој знае да се валоризира, односно да се уновчи сам себе, ќе го направи истото. Идат неколку фотографии од невестата и од младоженецот. Неговото одело е перфектно скроено, нема збор, незината хаљина исто така е прекрасна. На почетокот го има тој еден огромен чипкан, како што гледате, тул и тој воз или шлеп, како сакате кажете го, на фустанот. Малку ми се прегруби прерамките на фустанот. Сметам дека можеби да беа малку потенки, ќе беше малце и поубаво. Не е дека е лошо, апсолутно убав, минимален, многу елегантен и исклучителен крој, меѓутоа за ваков фустан сепак треба да имате и простор позади вас, заради тоа што кај македонска невеста овој фустан не проаѓа, зашто вие ќе сакате оро да играте, драги гледачи, со овој фустан. Како со овој фустан ќе играте оро? Ќе се утуткате, ќе се заплеткате, ќе се препнаците, и музичари, и невеста, и старосватица, и поп, све ќе превртите. Така да овој тип на фустани вие треба да се ги избиете од вашата глава. Ова е за некои едноставно други луѓе. Следно. Еве ги. Викторија и Дејвид. Дејвид изгледа перфектно у тој смокинг. Дејвид е ултимативна модна икона, секогаш изгледа скоцкан, максимално и во спортско издание, па дури во, не дури, него и во максимално елегантен, совршено скроен костум. Ја имаме Викторија и еве таа ова неизина креација на тој фустан. Како што она го објаснуваше, тој некој материјал што изгледа како ликвид метал, односно течен метал. Да, потсеќа на
да речеме на нокиница или на спаваќа, што би рекле повеќето од вас, меѓутоа не е многу елегантен фустан, многу убаво деколте, кој што многу убаво ја прати низината линија на тело, со одличен мејкап, одлична коса и да не забораваме дека Викторија Бекам не јаде ништо и е прачка. Така да овој тип на фустани се за луѓе што се многу слим, заради тоа што отцртуваат многу од вашето тело. Следно, еве ги, машка банда. Дейвид, Ромео, Бруклин и како се викаше тоа? И Круз. Повторно фокусот е у таткото тука, на три машки деца кои се сите толку добро стилизирани, таткото да го краде вниманието, мислам, драги гледачи, како да ви кажам, не е едноставно веројатно да сте син на еден таков карактерен и уникатен лик и да не зборам за тоа, одлично се дотерани сите, одлична е фотографијата, имаат одлична приказка. И кога се дотерувате за на свадба или некаков си настан, мислам стварно и како мажи треба се потрудите да оставите впечаток. А мене впечаток ми остава Ромео. И на Джени остава впечаток Ромео, така? Да, еве тамо клима со глава. Така, еве порука од Ромео Местас. Следно, што е многу хит помеѓу јавните личности, е дизајнерката на чевли Амина Муади. Сите луксузни скапи брендови за чевли, почнувајќи од Кристијан Лабутан и Джими Чу и Луи Витон и Маноло Бланиц и што и да, Амина ги изеде и со дизајн и со цени. При тоа има и некаква си приказка дека и го смувала Асап Роки на Ријана, а Ријана ја направи неизе, вработувајќи ја како дизајнерка во Фенти. Да не шпекулираме, немаме докази за тоа, сепак не сме жут естраден магазин, да обрнеме внимание на дизајните на Амина Муади и што е тоа што толку ги привлекува јавните личности да ги носат овие чевли. Next. Одлична штикла, одлична висина на штикла, одличен дизајн, многу атипичен. Чевли на платформа знаат да изгледаат грубо, меѓутоа тука изгледаат многу добро и изгледаат многу фора. Next. Видете ги чизми, драги гледачи, да ви пукне душата. Видете таа штикла од таа лакована кожа и видете го самиот пад како е изработен, перфектен дизајн. Next. И овие чевли се исто така многу популарни, ги гледате веројатно по рилсови, по сторија, разноразни, има и фейкови од нив, нормално, меѓутоа оригиналот, еве го. Next. Еве ги цените, драги гледачи. 1800 евра за пластична кондура, дизајнерска, со камења напред. Добро изгледа, да. Дали вреди за таа цена, па веројатно ако сте холивудска звезда, веројатно ќе ви дојде смешка. Next. Дизајнот на чизмите е апсолутно гениален, немам збор. Меѓутоа, уште по фрапантна е и цената од 3000 и колку? 3300 евра. Амина, ако ги продаваш овие чизми, очигледно ги продаваш на холивудските звезди, аплауз, секоја чест. Еве кој ги носи, еве Аријана во нејзини чизми, еве Кайли Дженер во нејзини чизми бели одлични, еве Леди Гага во чевлите со платформа, одлично изгледат и на свечен фустан, еве Ким со нејзини чевли во одлична комбинација на зелено одело со зелени чевли, оваа боја при тоа и како аутфит е многу ин ова лето. Next. Се настегам, си правим хаос. Чак, еве и она се настегала. Значи сите ейлистери носат Амина Муади. Толку за Амина Муади и за новиот холивудски мега скап тренд. Сега,
во оваа емисија ви ги мешам прашањата, не ги одговарам сите во Q&A, ги одговарам тековно, заради тоа што се многу, па не можам се во Q&A, па не можам вака, па претходно ви одговорив за кремите. Сега тука добивам едно прашање кој што ќе го уфрлам, каде што прашањето е зошто никој не се згна да немаме толку загреота модни во наводници настани. Генерално кај нас луѓето не се згнуваат заради тоа што немаат желба и немаат волја да има било кој тип на настани. Јас во оваа работа сум 30 години и не можам да кажам дека Скопје немало и добро организирани настани. И ќе бидам не фер ако го кажам истото, имало и добро организирани настани. Последниве 2 години за жал нема никаков моден настан. И единствената модна екстраваганца што се случи последните 2 години се случува пред Кривичниот суд во Скопје и пред јавното обвинителство. Ево го Боки. Погледнете како он оди дотеран на суд. Секогаш е скоцкан пиц-пец. Може Джени да ми мота фотографија по фотографија. Дреглече некој што се терети со некого што теретат со кривични постапки, кривични дела, треба да ти е многу мерак за да се дотеруваш. Нема да одам во правниот дел, одам за естетскиот, секогаш е перфектно скоцкан, секогаш има приказка. И вие не го знаете, Бојан, колку Бојан има кеф да се дотерува, драги гледачи. Погледнете како тој пурпурно-виолетов капуцо, тоа зелено одело, секогаш му е искомбинирана добро маската. Следна фотографија. Секогаш кај него се мора да има целина, ташна, аксесоар, одело, кошула, машна, маска, наочари, шешир, торба, бастумот како аксесоар изгледа како гроф. Да не ви се верува дека ова се оди во кривичен суд вака. Меѓутоа, бидејќи јас го познавам и го знам неговиот мерак за дотерување, никој не ќе да се дотерува повеќе од Бојан. Бојан и дома седи дотеран, иако сите повеќето од нас седиме дома дрпнати или седиме по тренерки, Бојан и дома седи дотеран заради тоа што е таков тип на човек и не можам да не му дадам еден аплауз од мене во целата оваа ситуација во која што се наоѓа и он, сепак останува и достоинствен и свој на еден свој уникатен начин како што јас го знам него повеќе од 20 години. Ете, тоа е единствената модна екстраваганца што се случува во Скопје или во Македонија последниве 2 години. Кривичен суд и Боки 13. И па сега вие видите каде Македонија стасала. Оке. За мода од мене денеска толку. Одиме во модни катастрофи. Добре дојдовте у делот за модни катастрофи. Денеска, како што реков, ќе одиме на посебно патување и летување со наша модна инфлуенсерка што се претвара у туристички водич. Меѓутоа, нејзиното патување јас морам да го проследам и да го споделам со Никола, така да чекате да му се јавам да дојде. Ало, Никола, дојди да одиме кај Хурем Султан и кај Сулемен на гости. Ајде. Да видиме каде ќе патуваме денеска. Еве го тука е. Ајде, што имаме прва слика? Прва слика е Авантурите Adventures with Јанева. Traveler, Fashion and Lifestyle. Она ќе не носи во Турција, ќе одиме сега. Пошто ќе одиме во Турција, јас ќе ти дадам шиша. Еве, пуши, отвори. Ајде пуши сега тоа. Гледај камерата. Ајде да видиме каде авантурите на Јанева нас ке не одведат. Па директ на турскиот аеродром, еве авионската карта, танк! Она е у Land of Legends од нигде, никаде. И окей, ништо страшно, девојчето патува, локнитот Париз ги носи на себе. Next. Еве позирала пред базен. Окей. Заборавивме една работа. У Турција сме. Стоп!
Спремни сме за патување со Јанева. Значи, она е клакната поред базен и се е тоа ке истиот аутфит од Париз, пошто она ја мислев ке да е ускопена се транспортирала преку трансферзала во Турција, на базен, со фармерки, па барем турски да се облечеше, барем да ги испоштуеше, кој што ги испоштуе французинките со баретката, тука можеше нешто хурем султанско, али добро. Ај, окей. Next. Она тргна да вечера. Седнав да вечера, младо пиле печено, ја сликаше чашата, се напи, видите трпезата, ја чека онда да се натисне. Следно, се натиснала. Па легнала да дремне, се успокоила. Уа. Толку издала на масата, драги гледачи, да она го изрекламирала хотелот, го нагмечила креветот. Окей, дремнала малку што дремнала. Следно. Што пишала? Вака вика, овие денови ке престојувам во Гранд Луксури некој хотел. Прекрасен хотел. Со вила налик на оние на Малдиви, со собствен приватен базен. Турција со налик на Малдиви. Ајде, како што у Париз купи Нью Йорк Таймс. Така, тука на Малдиви, у Турција, не мрска. Навистина незаборавно искуство. Наутро има фантастичен појадок, а во текот на денот и на базенот можете да пробате превкусни турски специјалитети и сладоледи коктели. Не ја памет тие да се натиска, драги гледачи. Овој хотел располага со забавен воден парк, со најразлични атракции, рингишпил, оне на рингишпил, бродови и еден од најголемите базени во Турција. Се е навистина совршено и дефинитивно го препорачувам за летен одмор. Фантастично искуство, прекрасно време, неверојатни авантури. Добро, неверојатни авантури. Ајде да ги видиме незините авантури. Следно. Еве после јадење. После хотелот се клакнала на тераса, окей, се облекла, малку се изфотошопирала, се истегнала, се истенчила, окей, изгледа, ама веројатно од тоа што се натиснала многу јадејки, морала да се среди. Next. Па е прилегната, па дремнала. Па дремнала, тешко и дошло. Терет, познато ти е ово, нели? Кога се натиснеш, тоа ги, така, дремнала, тука на лежалка. Окей, next. Еве, бруи, чаршија. Окей, се сликала у истите фармерки, ова да ни ги оставила лиштата у Париз, па само фармерките ги да ни ги заплениле на царина. И тоа е можно. А при тоа пишала текст, она пак има опис. Доколку се одлучите да одите во некој од прекрасните ресори во Анталија ова лето, обавезно посетете го и градот. Ке биде многу позитивно изненадени од гостопримливоста на луѓето, како и од малите сладки продавнички каде што продаваат чај, баклава, локум, зачин, она пак е тиска, драги гледачи, отиде у Турција, се натисне чајот го сликала. Чајот го сликала и шовика горе. На секој чекор ти нуда да пробаш чај или локум, она одела по улица и тискала. Без разлика дали си заинтересиран да купиш или не. Мене прво не ми беше јасно зошто ми го прават тоа. Дури на моменти ми изгледаше агресивно изгледало. Не ја терале да јаде локум и да пие чај. А на момент, но после кратка конверзација, што направи пати. Но после кратка конверзација со локалците ни објаснија дека тоа го прават од хуман аспект и смета дека некултурно ако одбиеш, ја виделе неухранета, изгледа посакле да натиснат. Кој знае, ако отидам таму, може ќе ме бркаат со пити. После што има, и добро сега она објаснува тука што јадела и што тискала и што зачини имало. Следно што постирала, ги сликала зачините на пазар. Не попреубаво. Добро, next. Па храна сликала. Девојчево се вдена у Турција, ништо Турција не виде, само јадењето им го проба. Еве, тука има некои ситни мали ги тискала. После тоа види, у ресторан се клакнала. Значи, она јала цело време. Она јадела, драги гледачи, кој знае колку се натуткала, го сликала менито и еве тука, едно по едно, у турски тањер. Кој знае што е, она дава веројатно опис. Прво го изела ова, прв оброк. Втор на корсови јадела. Тука па утуткала нешто. Што пишува тука? Чека да видам. Традиционалните турски јадења имаат многу зачини. Но мене баш ми се допаѓа тоа, ау се зачинила, се сала. Чекај, допрло има тисканици. Кај ти е бе дијамантот? Не без овој. Така. Next, пак она сликала. И на музика! Рс, како тискала она, не ја и засвирија тука. И пишува прекрасна
Храна, музика, браво. Што имаме следно? Следно и било роден ден. И она па јаде. Торта со турско знаме. И што пишува? Роденденот ќе си го славам утре со најблиските. Ама еве да видите и тортата што ќе ја јадам тука. Она и у Турција ќе јаде торта и направила пола торта македонско знаме, пола торта турско знаме. Еве ќе го честитаме роденденот, машала Тангири таму се наредила гости, ама она слави, еве нека ја честит, слави и у Турција роденден и толкаво тортиште. Ајде. Еве на аеродром, на заминување, она ја изела тортата, па некој врштал, как се викала? Шо јаде? Врап! Она од тортата отиде врап да јаде со авионска карта и пише coming home. Она на толку јадење она е гладна. На толку јадење она е гладна и отиде да се натисне на аеродром и два врапа. Рс! Вап машала. Еве, се клакна у авион, авионската карта ни ја покажува како доказ дека се враќа да не помислиме дека ќе отиде на друго место. Од позитивни искуства да споделам одлична услуга и превкусна храна, не ја паметото јадење, драги гледачи, ќе се отрујам. Next, храната у авион ја сликала како ја изела. Она, малку и беа сите тие турски специјалитети зачинети, она се натисна и у авион. И у авион јадеш од тие пластиките. Добро е, гледала, еве, пие. Пак сликана пред овакво, food corner. Ја е паметот само јадење, драги гледачи. Само јадење. И после имаме Above the Clouds. Она натисната летна и додека ја снимав ја емисијава, драги гледачи, она беше 7 сата додека извадив над облацина, не беше слетана. Не знаеме кај било. Да не се заглавила во тоалет. Во авионот, да не се продрснала. Да, може да се заглавила у тоалет и не беше слетана, до скоро се изгуби трак, веројатно не јадела на Скопски аеродром, а може да јадела и на Скопски аеродром. И следната фотографија што е постирана е чак од прославата на низиниот 28 роденден, при тоа ќе искористам приликата да и го честитам, пак е сликана со торта, значи за роден ден 2 торти натисна. И 2 торти изаде ради тебе. Еве, она си ставила ретроспективна слика од сите родендени. My birthday through the years и секаде е со торти. Она љуби да јаде. Она треба да стане food гуру. Она треба да стане food гуру. Каква мода, девојче. Бата ли ти мода? Слика се со раката. Чак у едната рака ќе имаш врап, у другата ќе имаш торта. Па што има врска турско, македонска кујна, ќе си мешаш те француски багет, те такви работи. Пак ќе кажам, она не е толку модно катастрофална, колку што е катастрофална во целиот нејзин концепт на продавање на приказка. Ете, така, за денеска, од мене и од господинот, толку. Се гледаме во следно. Чак! Добредојдовте во плакарот на Кека. Денеска Кека сакала да се дотеруе. Ке одела на матурски, на свадби, на полуматури, ке се веела кај едни пријатели, кај други пријатели, сакала да носи нешто пролетно-летно, малку да е разголена, ама да е модерна, да била шик, да била ваква, да била таква, ме побудале. Па кога си шик и кога си модерен, не треба да имаш 300 глупости. Може и со едно добро парче и пар детали да изгледаш буквално топ. И за на матура, и гостин на матура, и полуматурантка, и за на гостика е полуматурантка, па и како гостинка на свадба, пошто нема да биде невеста, ако е невеста ќе си клакне венчаница. Сега да видиме Кека што за почеток сака да си најде. Си најде тука едно фустанче и да видиме како ова ќе стои на Кека. Чак! Еве Кека облече металик фустан, многу модерен. Ја виде Викторија Бекам како се настегала у таков еден liquid metal, тоа е нешто сега што е мега тренд, мега хит, и она најде нешто слично такво. Го искомбинира со мала метална торбичка, се отвара на магнет и Кека тука може да се стави основни работи, огледалце, карминче и толку. Нема, ако си дотеран вака, нема носење торби ташнивнате со 350 глупости. И ги најде овие преубави, прелуксузни, префора, преелегантни сребрени сандали кои се со циркони овдека и околу ногата. Многу си се бендиса вака
И овој изглед ќе си го повтори неколку пати. Може да го искомбинира и со црни сандали, може да го искомбинира и со салонки, може да го искомбинира дури и со црвени чевли, и ташничката секогаш да игра во различна варијанта. Може да додава и накид, меѓутоа кога имате ваков сјаен фустан и кога имате вакви чевли кои се поприлично доминантни и кога имате мала торбичка, треба да пазите да не претерувате со деталите на накид, да го задржите од една страна минималниот изглед, а фокусот да биде во фустанот и во чевлите во овој случај. Сега, ќе оди на друго некое парти, матурско или за свадба, не знаеме каде, она ќе реши кој аутфит за каде, ама ушто ќе се пресоблече. Чак! Еве, пресоблечена. Елегантно, многу модерно, многу шик, многу топ. Што облече? Најде преубав фустан, многу интересен. Од едната страна има еден ракав, многу добар материјал, има тука прито потпунка, едното рамо да го направи по-остро. Оваа страна, како што гледате, е гола, има прерамка. Го имате тука тој набор, демек малку е лабаво во деколтето, а не е превулгарно, него е доволно колку што треба да биде сензуално. Има одлична должина, има мал шлиц. Овој мал црн фустан, модерен, го искомбинира со светлуцавите сандали, пошто многу и се бендиса, и со металик мала торбичка клач, која што дава посебен тач на сето ова. Меѓутоа, јас си предложив дека ако сака, она може да промени мислење текот на вечерта, дека може да го искомбинира со оваа боја на пинк салонки. Самите по себе розевите чевли прават една сосема друга приказка. Истата комбинација. Можете да играте и со црни чевли, со жолти, со зелени. Во било каква варијанта, чевлата треба да ви е интересна. Сега, не и се дупнати ушите. Не можеше да најде овакво, она ќе си додаде на овој изглед добри обетки. И тоа ќе е единственото парче накид што ваков изглед трпи. Кека е пресрекна, презадоволна, кој кондури ќе ги одбере, она ќе види до после. Сега ќе се пресоблече уште еднашка. Чак! Еве, кека фул металик, да блеска како диско кугла. Никој да не може да тргне очи од нејзе, драги гледачи. Вака кога се појавите фул bedazzled, светлуцава мала халина. Многу секси, многу кул, многу модерна. Металик торбичка, перфектни сандали, многу фора со подебела штикла, целите со циркони и со кристали се одушеви. Може и со подебела штикла, а може ако сака и да ги носи и овие што се со потенка штикла, исто сребрени метални со ремчињата со циркони. Парала инспирација повторно у дискотреска, летни изгледи. Парис Хилтон, усакаше кека да биде Парис Хилтон, да биде full bedazzled, дека целата светка. Одличен овој изглед, од срце ви го препорачувам на сите. Во било која свечена прилика, дали е полуматура, дали е матура, дали ќе бидете гости на нешто, некаков си настан, дали ќе имате роден ден летово или ќе одите на нечи роден ден, доколку сакате вниманието да го земете 100%, да изгледате без, да бидете модерни и никој да не сме да тргне очи од вас и да не може, ќе се облечете вак на ова, ќе додадете обавезно обетки. Толку ќе биде од детал со добра шминка и добар парфем ќе се прсне кека, обавезно. Топ изгледа, модерно, кул, пресрекна. Сега, само да ви кажам дека за се ова што го видовте денеска во плакарот на кека, фустани, чевли, штикли, разноразни комбинации, сите парчиња ќе ви ги оставам доле во линкот во дескрипција и да ве потсетам дека во Fashion Group, во сите продавници има сезонски попуст до 30% на одредени парчиња. Проверете на што, како и зошто, затоа што сепак можете да најдете добро парче плюс на попуст. Тоа би било за денеска од мене кека во незиниот плакар. Вуала! Добродојавте у делот на Q&A, каде што поставувате прашање на мојот Instagram профил.
што ги одговарам тука. Некој ги одговарам на Инстаграм, некој ги одговарам овдека во емисија. Благодарам за прашањата, последниот пат ме урнисавте, ме тастуривте со прашања. Ајде да видам што имам тука одвоено за одговарање. На англиски, на енглески. Who is your favorite designer and why? Неколку пати ме прашуваат истото прашање. Многу е тешко да се одбере еден дизајнер кој ти е омилен. Има многу омилени дизајнери. Меѓутоа, во овој случај ќе ја одвојам модната куќа Сен Лоран, заради тоа што највеќе лежи на мојот поим за естетика и за дизајн. Ете, заради тоа. Next. Што мислиш за природна витка на коса и колку е трендовска? Многу е трендовска природната витка на коса. Сакам природно виткани коси. Не заради тоа што се трендовски, него заради тоа што и косата кога е природно виткана и при тоа не е агресивно фарбана, а е негувана, изгледа многу добро. Треба да е многу добро подшишана. Треба да е многу добро подшишана без разлика дали е за дали стана збор за машка или за женска коса, треба да е добро почишана и да се нанесени убави средства кои ќе ги дефинираат локните, заради тоа што проблемот со витканата коса е кога е фризи или кога е расчешлана, кога локните не се дефинирани, инаку дека е трендовска, апсолутно да. Следно, со тенџере боја умираме од смеја со другарките, главна фора ни стана благодарение на тебе. Епа супер, со среќа да си носите тенџере боја тогаш. Поздрав. Next. Следно прашање, кои брендови на палети за сенки за очи, претпоставам прашувате, би ги предложил? Ќе го предложам мекот, дефинитивно, заради тоа што се многу пигментирани, се стварно многу квалитетни, многу големо искуство имам со нив и вреда ти да ловуваат еден посебен лук. Меѓутоа има нови палети, релативно нов бренд тука кај нас, палетите на сенки се викаат Profusion. Исто одличен, исклучителен пигмент, одлично се сенчат, одлично се блендат, буквално можете да го доловите секој лук со нив. При тоа ќе ви направам и еден мини туторијал за еден пролетно-летен изглед користејќи ги тие сенки, така да ќе видите колку се навистина добри, од срце ги препорачам, се исклучително квалитетни. Од мене во денешното издание за денеска толку. За денеска со мене во ова издание толку. Заследете ме на мојот Инстаграм профил и се гледаме за 7 дена.